Види, не е тајна дека македонското образование е урнисано и не е тајна дека има доста фейк дипломи. Гледаш сега после ова признание на Весна Јаневска, мислам дека треба да се отвори и посериозна дебат. Ја овдека повеќе пати сум зборувал дека треба да се направи ревизија на дипломите, посебно на магистратурите и докторатите, и тогаш би се нашле во една незгодна ситуација како држава, меѓутоа барем ќе знаеме на што сме. Додуше, ако се направи факултетските дипломи ревизија, може доста државни функционери да бидат подкачени. Ако сакаат да се представат како доследни, им предлагам да почнат прво во своите редови. Па на пример Јетмире Јакупи, таа е избрана за вореден професор на ДУТ, тоа е државен универзитет у Тетово. Меѓутоа завршила факултет за стоматологија со просек 6,2. Значи, прашањето што го поставува заинтересираната јавност е како е изберена во доцент, бидејќи незаконски е. Има одредени критериуми кои што мора да ги исполниш при тоа и да имаш и успех. Од 2020 сега што е поинтересно. Од 2020 до 2024 била член на одбор за квалитет на високо образование. Значи со 6,2 завршила факултет, што значи дека имала најголем дел шески, можеби една или две седмици. Незаконски се стекнала со понатамошни титули и со тие понатамошни титули е ставена у одбор за квалитет на високо образование. Сега е член на одбор за акредитација на високо образование и на двете функции по предлог не е на интеруниверзитетската конференција, туку по предлог на партија, односно во овој случај предлог на ДУИ. Таа одлучува кој факултет ќе добие акредитација со 6,2 просечен успех за време на студии.